Добро дојде во студио за моите гости, мојот колега Ацо Кабранов, новинар, прв човек на порталот Либертас и Мариглен Демири, член на Солидарност. Прво да почнеме со вас, господин Демири, заради тоа што имаше најава, прилично експлозивна, дека повторно се започнуваат протестите, се организирате, се мобилизирате токму од Солидарност. Најавата беше на социјалната мрежа Facebook. Секој ден во 6 повика и Анастас Вангели и останатите членови од Солидарност, но тоа не се оствари. Протестиравте само еден ден. Да, само еден. Каде е силата на граѓанската организација и во случајот Солидарност? Што се случува? Па вака сега. Прво ќе треба да го илустрирам самиот момент на повикување на протести, затоа што, например, живееме во време во кое што навистина имаме потреба од протести, меѓутоа има многу поводи за протести, меѓутоа и причини исто така, меѓутоа поради политичките преговори кои што се одвиваа од страна на политичките актери, спласна енергијата во нашето општество и поради тоа мислам дека граѓанските организации се пасивизираа. Протестот некни или завчера имаше свој повод, а поводот беше смртта на родилката во Евгенија. И тоа дека не е само акутен случај, туку е хроничен. Практично секојдневица во македонското здравствено суштво. И да не бидам нескромен, меѓутоа јас бев одној кој што иницираше внатре Солидарност и кој што бараше адхок протест да се организира, да се даде до знаење дека во суштина ние бдееме над системот, над така наречените реформи кои што ги прават во образованието, здравството и во сите сегменти од општеството и дека ги следиме будно сите политички чинодействија што се случуваат во последниот период. Имаше најави за секој ден во 6, меѓутоа во истиот момент имаше два протести на исто место. Тоа само говори за шизофреничноста на нашето општество. Се плашевте дека ќе дојде до конфликт од меѓу едната страна? Вториот протест беше на студентскиот пленум. Не на студентскиот пленум, туку на дел од студентскиот пленум, да. На опонентите всушност на останатиот дел од студентскиот пленум, барајќи да се добие препорака на... Препораката за да не се изгуби препораката. Се плашевте од крвав расплет на тие протести? Зошто се откажавте тогаш? Не се откажавме поради тоа што ни треба на вистина, ни треба соработка и организација, ни треба организирање, координирање со останатиот граѓански сектор. Зошто тоа во меѓувреме не го направивте? Ајде, да. Јас сега пред, не знам, 2 недели со еден скандинавски амбасадор, токму за тоа зборевме, и тој ми вели, штета е во Македонија нема граѓанско општество. И јас апсолутно се согласувам со тоа. Ако е опозицијата слаба, граѓанското општество и граѓанските асоциации се тапа. Уште послаби. Значи, на што се должи тоа? Имате ли јас мислам дека многу вешто власта спинува, односно ги деморализира со тоа што лепејќи им етикети дека се партиска продолжена рака. Одма утре дента има, денеска беа Солидарност, протестира од Тодоров бараат оставка, ама они се организирани од СДСМ. Па што? Точно така. Зошто вие како граѓански, ако е целта на граѓанското општество за граѓанските права, од каде таа фрустрација да немате поддршка како што ќе ви ја дадам ја да ви ја дадат и опозицијата или партиската опозиција. Некоја партиска. Од каде таа фрустрација не ми е јасно. И тоа толку добро функционира, тоа Груевски толку добро го менаџира, за жал прифатено и кај вас како некоја фрустрација, како да е тоа некоја куга па да не ви се залепи. Јас да сум на ваше место напротив,
Ке ги повикам да ви дадат подршка да се изборите за нешто што во општеството не чини. Па не, јас стварно мислам, а и не само јас, туку и самото солидарност како движење, ние никогаш не сме се оградувале од партиските етикети кои што стварно ме фрустрира. Меѓутоа, не, ние не сме фрустрирани, меѓутоа граѓаните постојано се се во тој страф. Во суштина, стварно, ја има она параноја дека ако се излезе на протести, дека протестите ќе ги шиканираат, веднаш ќе ги спакуваат во таква амбалажа дека тие се од СДСМ организирани или дека се од некаква си Зошто стравувате од тоа? Ние не стравуваме. Добро. Ние не стравуваме и ние сме покажале дека не се оградуваме ниту од ова кој се вика самото СДСМ. Имаше моменти и пред подпишувањето на договорот на пржино, со кој што во самите дебати и во солидарност внатре, меѓутоа и некои членови излегоа со изјави дека не се сложуваат со договорот од пржино затоа што не е доволно транспарентен, не е премногу попустлив кон барањата на самата власт. И заради тоа што не сте вклучени во преговорите. И поради тоа што граѓанското општество како засебен субјективитет и ентитет, меѓутоа и субјективитет, затоа што ние планираме постојано да се изгради една свест, граѓанска свест, која што постојано ќе виси и ќе ги надгледува, па макар и опозицијата. Меѓутоа, во ова раздобје во кое што сега ние се наоѓаме, а тоа е пост-пржино, со кое што навистина се гледаме дека пржино или оние типување на кои што ние или некои наши членови алармира дека пржино нема да се исполни затоа што власта е премногу инкриминирана, дека нема шанси да го исполни договорот на собствената смрт. Да се подпише собствена. Да се подпише собствената смрт и дека нема да има капацитет да се исполни. И за тоа време се изгуби златно време, да кажеме, 4-5 месеци на мобилизација, на мобилизација сила. Ајде да видиме што беше алтернативата на договорот од пржино. Ако ги видиме сите ваши статуси, не само ваши лични на социјалните мрежи или дебатите, ако ги слушнеме на традиционалните медиуми особено, ќе видиме дека сте прилично критични кон договорот од пржино, дека еве и сега кажавте дека сте сметале дека не треба да се подпише и дека требало да всушност што? Да се оди секојдневно на протести. Сега ја имате шансата да одите секојдневно на протести и доживувате фиаско, дебакал, после еден ден од како велите секој ден во 6. Не, ајде да му дадам да реплицира Јацо, да му дадеш. Па јас уште на почетокот реков дека граѓанското општество е тапа. Јас се согласувам со Мериглен дека треба да јакне граѓанската свест, ама не може преку ноќ. Тоа што го прават они се храбри чекори, ама мене ми пречи, сега кажам слободно, ми пречат тие елитистички ставови во невладините. Во кој смисол? Јас што ги викам паламудење. Добро. Ми пречат тие ставови. Кои се тие елитистички ставови? Па у принцип, еве, ние знаевме однапред дека ќе доживее опозицијата не знае ништо, слаба е, нема програма, нема ова, нема она. Па која е алтернативата? Која е алтернативата? Ајде да ја видиме тогаш. Јас ќе прифатам се што ќе понудат, што ќе направи ова, ако се согласуваме дека оваа власт е мафијашка. Не се работи за партија, туку се работи овие избори во април одлучуваат не дали ќе падне ВМРО да дојде СДСМ или било, него дали ќе се ослободиме од мафијата. Дали Македонија ќе ослободиме од мафијата. Ако е тоа целта на сите, тогаш треба обединување. Јас не викам да ја чешламе опозицијата, да ја не знам, ама на моменти ми делува многу како некои приватни пресметки,
како надмудрување, како многу памет продавање и можеби затоа не можете да допрете до секој граѓанин. Ајде да видиме, се извинувам господин Вие Демири. на ВМРО-вци не можете да допрете до нив. Они си ја имаат својата агенда. Точно. Па не, јас само Веројатно треба да допрете до гласачкото тело, Јас кое само сакам да кажам дека не можам да зборувам во име Они Опозицијата, се но партиски не војници. е партиска. Они се строго партиски војници. Значи, Иерархија. Да. Па не можам да зборувам во име на цела солидарност, можам да зборувам во моје лично име. Се разбира. Но, добро, И мојот став е, значи во овие чинодејствија во кои што сега се ние наоѓаме, мислам дека договорот од Прашино, мој став е дека мора да се испочитува. Па може. Има голема Дека дискрепанца Прашино, да. помеѓу значи ова уставот и законите од една страна и од институциите и работата на институциите од друга страна. Имаме во минус сме во однос на самата демократичност и демократија. Во самото во нашето и сметам дека договорот од Прашино, иако како така наречен левичар зборувам од таа позиција, мислам дека тоа е најрадикалната позиција и најрадикалната варијанта за нашето општество во моментов. Доколку не успееме да го исполниме, односно не успеат да го исполнат договорот од Прашино, ние немаме капацитет за револуција, затоа што немаме револуционери, а немаме институции за институционална борба. Добро, и мора да планираме на тоа, ова е мој став. Кој е решението? Заради тоа што гледаме дека Тивко умира, иако и одамна, можеби пред недела или две го прогласија за мртов договорот од Прашино. Но еве да предпоставиме дека Тивко умира, дека амбасадорите прават надчовечки Па јасно напори. на амбасадорите дека има крвав расплет. Јас не се согласувам со тоа дека овој народ е заспан и дека ќе трпи до крај. Јас мислам дека а Груевски мислам дека свесно го прави тоа, го води народот кон судир. Само така може најлесно да се спаси. И он свесно го прави тоа. Многу посвесно од сите ние како размислуваме, бидејќи он е прагматичен. Меѓу затворот и слободата го избира тоа. Па да, Он ако излезе од Илинденска од кабинетот, не може да си оди дома. Јасно му е него тоа. Мислам дека и моментот на потенцирање, на постојано потенцирање на тоа дека дека одговорноста лежи врз поединецот и врз народот и дека народот е оној кој што ќе одлучува и со неисполнување на самиот договор од Прашино затоа што сите рокови се пробиени од една страна, а од друга страна на партискиот државен празник, и излезе со ставови дека тој ќе чека 24 април. На 24 април ништо нема да се случи затоа што не верувам дека и самата опозиција ќе оди на избори. Ако оди на избори, тоа што ќе си пресудат фијаско и самоубиство. Од она што успеа од Прашинскиот договор фактички Груевски да исполни е само она враќање на опозицијата во парламентот и на некој начин купување време. И не објавување на новите бомби. Да. Тоа се двете. Меѓутоа мислам дека треба да се почитува Прашинскиот договор за сега и да се следи курсот на ЕУ. За сега мислам дека тоа е единствената варијанта. А тоа дека народот ни е заспан, не ни е заспан. Меѓутоа народот е многу исплашен. Она нема правда, нема мир е баш варијанта за нашето општество, меѓутоа народот е мирен. Меѓутоа ја почитува и доследно ја следи таа максима. Дека навистина тој слоган важи за овој народ. Се уште важи. Но меѓутоа народот е мирен. Има диспропорција на мобилизацијската сила
од една страна и од ова фактички друга страна. Не можеме ние да се мериме со оној кој што има целата моќ во своји раце и кој што има цела администрација во своји раце и сите можни репресивни механизми и алати. И сега ние да мобилизираме луѓе или маса како што тој мобилизира, не можеме. Не е невозможно, но не може веројатно во За сега не Македонија може. е претешко. За сега не може. Да, велите ни се оградуваме од СДСМ, сепак се согласувате барем на социјалните мрежи кога станува збор за вашите членови, ве што Они се согласни во целта која е. Што пишува вашите колеги од Солидарност? И говореа всушност, четворицата милионери ги нарекуваат четворицата лидери во паражина ставајќи еднаквост помеѓу опозицијскиот Ама и лидер. тоа милионери, и да се милионери, што е проблем да е милионер? Не, ама се изначува начинот на кој се стекнати парите, кај луѓе кои ги обвинуваат дека се да се прави замања на тези, меѓутоа корумпирани. во однос, пак ти кажам, не сум овде во својство на апологија да вршам на моите другари. Меѓутоа можам да кажам мој став. Јас не верувам и сметам дека нема еквиваленција или нема еднаквост помеѓу оние кои што преговарат и кои што постојано се њушкаат околу вождот, околу лидерот или Груевски и овој кој што на некој начин им пркоси им запркоси на сите. Да. Проблемот е во нашето општество кој што ние не можеме да или немаме доволно расположливи механизми да можеме да допреме до пошироката јавност, затоа што сите национални медиуми и сите можни механизми, како што кажав и претходно, ги држи во рака. Па си имаат они нивни граѓански. Параграѓански. И мислам дека еден од проблемите зашто ние не можеме да досегнеме до пошироката јавност. Меѓутоа, имате ли дебати во Солидарност да кажете дека не се согласувате со овие ставови, зашто велам дека и затоа не сме излегле досега со официјални сообщенија за тоа дека четворица милионери преговарат, туку тоа се ставови кои што ги носат поединци. Има дебата и постојано се оди на таа дебата. Зошто не прирасна како политичка, извинам што ве прекинав, зошто не прирасна како политичка партија Солидарност? Немавте доволно сила да тоа да се случи или пак имаше раздор заради да не заборавиме дека Здравко Савевски на пример излезе од Солидарност и се приклучи на движење кое има претензии да стане партија. И кај вас имаше прилично време колебања, но согласивте дека нема потреба да имате партија. Да влезат во фронтот? Не, вака сега, ни правно Солидарност не може да прерасне во партија. Меѓутоа членови на Солидарност може да се членуваат. Можат да членуваат и да оформат политичка партија. Има членови во Солидарност кои што се во некаква си потрага и анализа на можностите во нашето општество во ова време за формирање на партија со други членови од други организации. Меѓутоа тоа не значи дека ќе се формира политичка партија, и ако се формира политичка партија, тоа не значи дека ќе се оди на избори по секоја цена. Меѓутоа, Солидарност и да сака не може да прерасне во партија или политичка партија. Дебатите во Солидарност постојано се одвиваат и постојано имаме и се прилагодуваме и на самите услови кои што ги дава и задава општеството и политичката сцена. Не можеме да се изолираме и да зборуваме како така наречени експерти постојано и како луѓе кои што не засега ништо. Затоа што оваа мракобесие навистина има своја цена, а таа цена прескапо ја плаќаме на десетина години. И ние како актери политички, затоа што и сме политичка организација, не сме политичка партија, меѓутоа сме организација, навистина сакаме и ги согледуваме сите можни алтернативи на можност за промена на општеството. Сега, она што фактички го каже Јацо, зашто да се милионери, ние како така наречени левичари, затоа постојано зборувам така наречени, затоа за да не го релативизирате терминот.
Имаме некоја аверзија и кон она како се станува милионер. Знаете нели дека начинот имаме легален грабеж и имаме грабеж кој што во суштина... Да. Ајде да говориме за решенијата. За решенијата кои може да бидат наметнати од политичките партии, од невладините и од народот. Ако видиме дека доживеа дебакал, доживеа протестите и договорот од Пржина, остануваат две алтернативи, она што странците велат дека... Да, мора да се испичува. Да, мора да се испочитува договорот. Ако не, една од опциите е наметнување на одредени санкции кон политичари. Се уште не посегнаа по тоа. Може ли јас сакам нешто Мериглен да го прашам, бидејќи зборуваме за граѓанските. Може би не сум во право, не знам. Зошто не успевате, Солидарност или, што знам, Плоштад Слобода, или да не ги редам сите, да добиете масовно, зошто не успевате да допрете до младите? Дали е тоа елитизмот ваш? Па не е, мислам дека не е баш елитизмот наш, Факт е дека не добивате на масовност. Па не, жално е тоа. Имаме многу почитувачи и наши и Каде, на Facebook? Имаме насекаде, меѓутоа проблемот со пасивноста при излегување на протест и со нерешавањето на ништо преку протест, затоа што ние сме имале многу протести до сега. Ги деморализира. И тие се деморализирани. Добро. Тоа е една од причините. Можеби ни треба и по-добар пристап, да, можеби ќе треба да го промениме и самиот пристап, меѓутоа, мислам дека ќе треба да се работи во таа насока и градење на органско единство со граѓаните, со младите пред се, затоа што сметаме дека агенс на промената во државава се токму невработените или прекарни млади кои што се на два ума, дали да останат во оваа држава или да се заминат од оваа држава. Ова е прилично партизирано општество. Свесни сме за тоа. И токму поради тоа, вашите критики кон партиската опозиција, кон СДСМ во случајот, не мислите дека предизвикуваат контраефект кај дел од граѓаните? Па јас искрено да ова... Иако може би тие не се членови на СДСМ, но се поддржувачи и сметаат само дека преку партиска акција, действување, може да дојде до промени во општеството. Па видете се, значи, ако навистина влијанието на тие кои што прават кои што упатуваат некаква критика, пред се добронамерна критика, мислам дека тоа па треба да ги секоја критика е добре дојдена, се разбира. Да, иако влијанието нивно толкаво е но секојдневните критики па не мислам би ги дефинирала повеќе како обвинување кон опозицијата. Ставање на равенство на лидерот и на партијата со ВМРО, еве само да го цитирам Бранимир Јовановиќ, дел од Солидарност, зошто вели дека договорот во Пржина мора да пропадне, заради тоа што вели дека е борба на две политички партии кои всушност се борат за предвремени избори. Потоа вели дека добро, преговорите се резултат на неинклузивност, на затвореност, на нетранспарентност, тоа и вие го кажавте, и дека се дава простор на режимот да купи време и повторно да победи на избори. Да, но што е алтернативата на Пржина? Кога би понудиле, може би алтернатива, може би би ве сватиле сериозно. И јас сум за тоа, странци да не ни помагаат, зашто да бидеме инфантилни? Ама очигледно дека сами не можеме. Па да, мислам дека... Имате ли решенија, и ве прашав, Кои? Кои се решенијата, освен она што е понудено на Па јас мислам дека решението е Пржина. Очигледно, треба да бидеме искрени и реални. Дека ние сами нити имаме енергија, нити можеме. Но фактичката состојба вели дека договорот од Пржина веќе е мртов. Не знам дали е мртов. Не знам дали е мртов, не сум сигурен. Инаку за жал, мене гледам реагираат пуно и мои пријатели, па стално ли странците па на што личи ова.
Па на тоа личи, толку сме инфантилни сме. Не можеме сами. Како сметате, велите дека не е договорот пржино, дека велите дека не е мртов? Како сметате Па дека мислам дека Груевски на крај ќе попушти. Како ќе му биде наметнато Ќе прифати. решение? Па знаат дипломатите како да го направат тоа. Мислам дека Груевски попладне кој ќе се врати ќе размисли малку со ладна глава. После твитот. Мислам дека ќе размисли. Повикувајќи го народот, Да. можеби на улици, заради тоа што Не знам дали силата е ќе во се народот. не знам тоа дали ќе се одлучи пред собрание да носи народ, кого ќе напаѓа? Кои институции, па он ги води, кого ќе напаѓа он? И пред парламент, и пред Можеби купува влада. време, тоа се и неофицијалните информации, купува време за барање на амнестија Не, и не, некаква тоа ми е гаранција од смешно. странците. Барикади. За колку барикади? Кого ќе напаѓа он? Себе сам? Да, Мислам. Дајте луѓе не прави кретени више. Да. Кретени не прават. Имаме Па нека се соберат, па нека протестираат. Ние ќе стоиме од страна и ќе им се смееме. Имаме фактички една претумбација. Тоа не би да било кажем. така елегантно, не би завршило така елегантно. Ако да не- стоење на еднаш страна. мора да Би има можело размислка. би Еднаш можело мора да многу има лесно да размислка. дојде до крвав Овој народ, конфликт. па добро, овој народ мора да созрее. Демократијата на тацна не се носи. Да. Па мислам и јас сум на тој став да кажеме дека навистина ќе треба Па да. народот, што тоа и да значи, да се избори за својата слобода Сигурно. и да ја поима самата слобода. Мислам дека тие се во параноја сега и дека се плашат дека мислам дека она сигурност која што имаше досега во целиот процес на владење, сопствено владење, мислам дека станува климаво затоа што и самата недоверба, ние гледаме дека меѓу нив и самите меѓу себе немаат па доверба, па се плюкаат, па се псујат. Па добро, и самата обвинителка Катица Јанева најави дека има заштитани сведоци и постојано дека доаѓаат луѓе кои и Заев претходно негуваше дека Како ќе слабне, како ќе слабне режимот, Да. така ќе И начинот на кој што не и се одобрија другите 7 на Катица Јанева, односно на специјалната обвинителка, покажува дека во суштина режимот почнува да се плаши, односно почнува да се рони. Мислам дека е во последна фаза на разрешување, се плашам дека ние, јас наискрено се плашам дека ние стануваме или сме жабата која што веќе во лонецот врие и не ни текнува дека ќе треба малку пожустро ние да скокнеме за да куртулиме од таа бара, од таа вода, од таа врела вода. Меѓутоа и се плашам исто така дека со самото паѓање на слонот на оној голем мастадон, дека навистина ќе не повлече сите. Затоа што нашето општество не е имуно на многу други работи, не е само тука владењето, институционалната криза или недемократичност, имаме меѓуетнички односи кои што не е работено, ни малку не е работено последниве 10 години во подобрување на тие односи. И народот во оваа држава, например, приоритетите и перспективите и се сосема поделени. Но се види дека, се види дека не се баш кревки и фрагилни токму во овој момент. Фокусот на делување и таргетот и на македонците и на албанците, да генерализирам, е ист. Симнување на власта, односно подобар живот. Евроатлантски интеграции за кои всушност говори и Дуи дека Па добро, Дуи имаше многу шанси досега да може да Дуи откако постои говори само за тоа. Мислам дека нашето општество, по тоа беа нели и обвинувањата, да кажеме, или па критиките на моите другари, па дека навистина па нема визија што се сака во ова општество и стварно ние не знаеме што уствари сакаме. Дали сакаме на каде сакаме ние да се развиваме. Дали општеството наше заслужува демократија? Јас мислам дека ние заслужуваме сите демократија, дека сите сакаме слобода. Меѓутоа, во процесот на ослободување на самата демократија или на самото општество, секој треба да се избори првенствено со самиот себе си, со своето тело
со своето семејство, со школото, со авторитетите во својот круг, па после тоа да излезе на улица и да побара слобода и за цел колектив. Да. Мислам дека нашето општество ги нема тие институционално меморирани традиции, затоа што на некој начин сме добили некоја акцелерирана демократија и индустриализација, па тука се било тоа... Но граѓанските организации, граѓанското општество го трасира тој пат на установување на политичка култура. Го трасира, имаше добра прогресија, да кажеме, пред со протестирам. Добро. Да, и со студентскиот пленум, првенствено, меѓутоа мислам дека спласна целата енергија и сите очи беа вперени околу преговорите на четворицата лидери, или па да кажеме на овие тројца од една страна и Заев од ова како опонент, затоа што јас искрено сметам дека ДП ДУИ и ВМРО се иста паричка, да кажеме, да, и мислам дека се вперија натаму очите, па после тоа летен период, па си го знаеме менталитетот ние каков ние, ама мислам дека сега ќе треба да воскресне од таа и да се разбуди граѓанското општество, затоа што навистина не гледам друг излез освен повторно да се излезе организирано на улица и да се побара решение на ова. И ние да понудиме исто така решение, затоа ќе треба да се координираме. Затоа не оди секој ден во 6. Тоа фактички не ни беше моја идеја. Како протестите ќе доведат до решение? Првенствено протестите можат да направат притисок врз владата, првенствено да го почитува прашино, да кажем. Значи тоа е невозможно заради тоа што владата и без притисок и претходно имаше притисок, тешко може да ја наведне главата, како го цитирам Заев, како велеше ќе ја наведне главата Груевски за 3 дена ќе си оди. Па не знам, друго чаре не останало освен да си одиме од оваа држава, затоа што навистина ако прашино не успее и ако не му се даде ниту втора шанса на прашино, ако граѓанското општество потврди во тој однос после тоа, чаре, друго не знам, значи да си одиме фактички од ова овде или да станеме ВМРО-вци сите и да бараме работа во ова, како се вика, во јавната администрација и да ја рушиме ВМРО однатре. Тоа остана. Добре, Асо, сакаш? Не, ова вика да станеме ВМРО-вци сите. Не се тоа ВМРО-вци, тоа се фаланга на Груевски. Тоа се клиенти, да кажеме. Клиенти да станеме на ВМРО и после тоа е фаланга на Груевски. Клиенти, клиентела. Добре, јас благодарам што бевте гости Ацо Кавранов и Мари Глен. Благодариме ние. Исто така, благодарам.